Род нема. За да преживеат, земјоделците се крстат на пари од државата, односно на субвенции. Без нив целата работа годинава им пропаѓа во земја. Сушата најмногу удри на производителите на жито, кои годинава повеќе потрошија отколку што жнеат. Државата нешто ко субвенцира, нешто субвенции да пушти. Уште субвенции не сме земали. Тоа, друго нема. За до година мислиме ни да сееме, ни да вараме, ни да сееме. Па ич да не сееме, не да ги намалиме. 100% да не сееме ич. Нема ништо. Ваквите планови на производителите на жито се последица на рекордно малите приноси на јачмен оваа сезона. Годинава ожнеале едва и 10% во споредба со ланскиот род. Од 40 декара се ваде 150 вреќи, тоа е птене и малку. Ваа година е птене шуша, нема ништо ваа година. Па од декар беше, лани беше 10 вреќи или колку до 13 вреќи ваа година 103-4 вреќи сме, со половин на половин појќе сме, помалку сме. Ситуацијата е лоша кај јачменот, но уште полоша ќе биде кај пченицата, тврдат земјоделците. Жетвата на левното жито ќе започне за неколку дена, но очекувањата за неа се уште поразочарувачки. Пченицата не е почната уште жетвата, али мислам дека нема да има на пченица жетва, бидејќи нема ич пченицата нема ниту 1 тон на хектар. Ич, значи послабо и од јачменот. Дали и кога ќе бидат исплатени субвенции или друг вид на државна помош за земјоделците, засега не се знае. Сигурно е само дека трошоците за сеидба и жетва се направени, а за возврат засега имаат само нервози и полупразни вреќи жито.